Сојузот на синдикати на Македонија остави рок до крајот на февруари. Владата и работодавачите да се изјаснат за зголемување на минималната плата на 600 евра и за покачување на останатите плати за најмалку 6.000 динари. Ако не се постигне договор, за средината на март најавуваат голем работнички протест и генерален штрајк, како и таргетирани протести во градовите низ земјава. На денешниот протест и блокада пред владата трет во низата по претходните активности пред Собранието и Стопанската комора. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов истакна дека работниците се на улица, бидејќи досега аргументите за покачување на платите не биле прифатени, а законот за јавни собири предвидува дека 21 човек е доволно за да им прави проблем на функционерите и газдите. Трендафилов нагласи дека секоја компанија што се затвора се заменува со две нови. Бројот на вработени се зголемил, а работниците им создаваат капитал на газдите и на државата. Главниот изговор против зголемувањето продуктивноста на работниците според него не е релевантен, бидејќи само 17% од генерираниот приход одбива за плата, додека државата располага со средства кои не се правилно распоредени. Председателот на ССМ додаде дека доколку до крајот на февруари не се постигне договор, следува генерален штрајк и масовен протест со превоз обезбеден за сите работници. ССМ истакна дека синдикалната минимална кошница во последните 24 месеци се зголемила за 9.250 динари, додека минималната плата е само усогласувана согласно законските одредби, без реално покачување што ја засилува потребата од итен диалог и покачување на платите.